спроведувањето на оној долго најавуван и долго презентиран проект Скопје 2014, со која што Скопје доби ново лице заокружена архитектонска и урбанистичка целина, која што на градот му дава еден уметнички израз. Токму за сето ова што досега е постигнато, кои се придобивките, символиката и сето тоа што ќе го има значењето не само за главниот град, туку и за Република Македонија, ќе преговориме со господинот Васил Илјов, пораношен советник конзерватор во Заветот за заштита на спомениците на културата на град Скопје. Вие сте сега во пензија, некаде 38 годишно искуство со вашата работа, па еве навистина сте лицето кое што може да ни објасни што представува за нас овој проект. Прво благодарам што ми дадовте шанса да проговориме за еден од највозбудливите проекти во современата македонска архитектура. Ние се наоѓаме во историското јадро на град Скопје. Град Скопје има континуитет на живење најмалку околу 7000 години. Ако тргнеме ние по царскиот пат, кој е регистриран во повелбата на крал Милутин од 1299-1300 година, тој водел преку Јустинијановиот камениот мост во Скопје до тврдините кои се наоѓале во непосредна близина од десната страна на реката Вардар, па се до Нерези како споменик на културата од 1164 година. Во централното градско подрачје ние го имаме музеот на град Скопје, кај што е презентирана преисториската македонска цивилизација. Инаку таму имаме еден тркалезен печат од Говорлево, кај што зборува за писменоста на македонците најмалку со околу во континуитет со околу 9000 години. Меѓутоа, со други истражувачки работи се знае дека македонската писмена традиција оди некаде до 100.000 години пред наша ера, а самото име што ние го носиме како македонци е со старост во континуитет некаде од 77.000 години. Кога зборуваме за придобивките, неминовно е да го споменеме континуитетот кој што го имаме години наназад, па се до ден денешен, и како еден заклучок мораме да кажеме како се вклопуваат сите овие споменици кои досега не се направени и оние кои што допрва треба да се направат, не само спомениците, туку и институциите кои што допрва ќе блеснат во својот вистински сјај, за да нели комплетно овој простор биде искористен максимално. Па, според мене, проектот Скопје 2014 година, тој е архитектонско-урбанистички комплекс со највисоки естетски вредности. Возбудливиот проект е историска шанса на македонизмот, може би единствен запад во современата македонска архитектура, кој ги почитува најкреативните традиции и достигнувања на македонската и македонистичката архитектонска мисла. Овдека во реализацијата на овој проект се вклучени повеќе од 2000 експерти од различни области на проектирањето, на градењето, на науката и така натаму, и нормално овој проект мора да успее. Ќе продолжиме со разговорот за сето ова што го гледаме околу нас и верувам дека камерите додека ние разговаравме забележаа што се имаме околу нас. Ќе проговориме во текот на емисијата и уште еднаш ќе кажеме дека со ова практично нашиот главен град се збогати со многу знаменитости, со градби преку кој што проникнува македонскиот идентитет, негувани во емисијата и Саленички џубокс. И слушам сигнал, имаме гледач на линија. Добар ден. Точно така. Ние се наоѓаме во централното градско подрачје, во непосредна близина го имаме Јустинијановиот камениот мост во Скопје, кој има претрпено 9 големи обновувања, почнувајќи од геометријата која е поставена во времето на Јустинијан I, и неслучајно овдека се наоѓа и споменикот на Јустинијан. Еве доживеав после 40 години истражувачки работи на ова поле да го видам и поставувањето на споменикот на Јустинијан I. Исто така, овој објект е значен затоа што има еден континуитет на обновување, на одржување, затоа што овдека врвел царскиот пат, царскиот рум. Самиот плоштад представува еден комплекс архитектонско-урбанистички во кој што сега се обликува новото централно градско подрачје со поставувањето на централната фигура на
Александар Трети Македонски, кој во свое време, после смртта на неговиот татко Филип II Македонски, успел да создаде едно огромно македонско царство од 3,8 милиони квадратни километри. Благодарејќи на тоа македонско царство и на тој македонизам, фактички цела во подоснежните периоди цела Западна Европа успеала да се развие, истокот, он фактички не отишол да завладее туги територии, туку тоа е еден огромен научен проект, истражувачки проект, и војската фактички му служела на тие 1500-1700 научници кои го истражувале светот, сакал да стигне до крајот на светот, за да може да ги обедини народите, културите, цивилизациите, боговите, митологиите и така натаму, фактички за да може тој проект што сега го сервира Европската Унија, тоа е незавршен македонски проект или проект од времето на македонизмот. Рековме сите овие градби, сите споменици си имаат своја приказна, своја историја, не можеме за сите одделно да зборуваме, меѓутоа сепак ќе кажам дека токму камениот мост кој што се наоѓа денеска во наша непосредна близина е практично обединувачки елемент. Точно, камениот мост во целој ансамбл архитектонско-урбанистички се јавува како обединувачки фактор помеѓу традиционалната архитектура и современата архитектура. Со изградба или обновувањето на театарот, на стариот театар, овдека непосредно сме под монументалниот објект што ќе биде на музеот на македонската борба, еден извонредно испроектиран објект. Од низводната страна ќе биде археолошкиот музеј со сите овие елементи што ги има од древната македонска архитектура, па натаму следат други административни објекти кои фактички го презентираат идентитетот на македонската држава, како што е Министерството за надворешни работи, јавното обвинителство, другите судски така, би објекти што ќе бидат. Прашање, имаше навистина многу реакции, колку позитивни, толку и негативни, и стануваше збор за оправданоста на спомениците, колку нели се издржани од историска гледна точка, па еве тука ќе споменеме и триумфалната капија, од каде, кои се историските основи поради кои што токму ќе имаме и триумфалната капија во центарот на градот? Па ние како Сдружение на архитекти на град Скопје скоро 20 години, ако не и повеќе, почнувајќи некаде од 1978 година се обидуваме и како Сојуз на архитекти и како Сојуз на архитекти на град Скопје да ги спроведеме сите заложби на Меѓународната унија на архитекти, да се почитува традицијата во секој град, во секоја држава. Ние успеавме за овој краток временски период да наметнеме еден став или да успееме да го реализираме тој став, да се почитува континуитетот на македонската традиционална архитектура и нормално таа да се вклопи во современата архитектура. Тоа го имаме, ете како еден маркантен, да речеме, пример, тоа е музеот на Мајка Тереза, кај што е комбинирана или една симбиоза на традиционалната и современата архитектура и навистина тој денес функционира еден од најпосетените објекти во централното градско подрачје. Таму го имаме, нели, ја имаме и скулптурата на Мајка Тереза, па наваму кој ќе дојдеме покрај споменикот на Александар Македонски, ги имаме овдека спомениците на цар Самуил, исто така тој е основач на средновековното македонско царство, па имаме уште и другите многу објекти. Зборуваме на оваа тема, можеби интересно ќе биде доколку на некој видеобим кој што би бил поставен во централното градско подрачје да се презентира историјата на Македонија, па токму преку таа презентација да може да се разбере и постоењето на овие споменици кои што сега ги имаме. Да, или ќе треба да се збогати самата содржина, да речеме сега овој споменик бара да има конкретно на Александар Македонски кој е можеби најмонументалниот во Европа и еден од најмонументалните во светот, бара да има еден музеј кој ќе биде посветен на постарата македонска цивилизација, почнувајќи таму некаде, да речеме, од создавањето на македонската држава, али посебно на големото македонско царство, кај што треба да бидат прикажани големите гениални победи што ги има добиено македонскиот генералисимус Александар Трети Македонски. Тоа не е мој, тоа име македонски генералисимус, јас го најдов во француската мала илустрирана енциклопедија од
926 година. Богати сте навистина со многу податоци кои што навистина би сакала да ги слушнам, но верувам дека ќе имам и други прилики за разговор, па ќе научам уште многу историски факти пред се за македонската историја и традиција. Имам Почитувани гледачи, во моментов се наоѓаме пред споменикот на Ѓорѓија Пулевски и како едно заокружување на разговорот со господинот Васил Илјов, кој што го имавме за монументалните градби и споменици кои што го дадоа новиот лик на главниот град, ќе споменеме една мисла на Ѓорѓија Пулевски која што говори за македонската историја. Значи, во долгиот континуитет на македонската цивилизација и во долгиот тек на писменоста, Ѓорѓе Пулевски завзема значително место и посебно мене ме привлече неговата мисла која потекнува од 1875 година, кај што во речникот има запишено: и македонците се народ, и местото нивно е Македонија. Тоа покажува дека он го знаел континуитетот, ги знаел длабоките корени на македонската цивилизација и посебно има нагласено дека ние ги водиме корените и од Филип II Македонски и од Александар III Македонски. Македонскиот идентитет